Знаете, председателе, си размислував, верувам дека вие подобар поглед имате на премиерот. Верувам дека подобро го гледате како што го гледаме и ние овдека. И можете, можеби, подобро да заклучите колку е ова све лага. Колку е ова лажна слика, колку е ова лажно однесување на премиерот, колку се само промоција на лажни вредности, лажни ветувања и оваа привидна смиреност, уверен сум дека е лажна. Пазете да само пред неколку недели вашиот главен адут, пред 12 месеци со кој што ветувавте дека ќе донесе подобро судство, промени во правосудството, вашата главна надеж дека можеби барем 1% доверба плюс меѓу граѓаните ќе добиеме во правосудниот систем, да излезе и да ви рече дека функционирате како пазар 3 и вие да се однесувате привидно смирено. Истовремено со денови да слушате од вашите довчерашни коалициони партнери како биле веќе уверени дека лично вие сте докажале дека манипулирате, дека лажете, дека изигрувате, дека име жал воопшто што си фатиле работа со вас, дека биле тотално изневерени и од нивните ветувања, и од нивните очекувања, и како луѓе, и како партнери. И вие глумите привидна смиреност. Знаете, веројатно секоја генерација со своето време, борба и предизвик. Нашата генерација има борба со еден од најопасните противници. Противник кој не смее да се потцени и противник на кој мора решително му се застане на патот и да се стопре додека не е предоста. За жал, противникот на нашата генерација е токму владата на Република Македонија. Онаа во која што треба да има безбедност и заштита. Нашата генерација ги живее можеби најтажните денови на демократијата во Македонија. Држава водена од влада без легитимитет. На местото прв министер седи човек кој не има добиено довербата и не бил избран од граѓаните. Само за да може да ги исполни хировите и нарачките на вице-премиерот кој всушност си ја предводи владата со низините штетни политики. Живееме во време во кој функционерите на оваа власт наместо грижа за институциите кои ги раководат, единствено се грижат тендерот да го добијат фирмите на СДСМ или ДУИ. Наместо заштита на јавниот интерес, имаме грчевита битка за личните кариери на Груби и Ковачевски. Наместо развој на државата, единствено што се развива се нивните банкарски сметки, најчесто во странство, корупцијата, криминалот и инфлацијата. Граѓаните секој ден посиромашни и позадолжени, властодржците секој ден се побогати и покомотни. Барем така се однесуваат. Граѓаните на мака како да го преживеат денот, да ги стоплат домовите, да обезбедат оброк за децата и да го пречекаат утрото, а власта на мака како да се пофали по социјалните мрежи дека спие комотно во апартмани од 50.000 евра на вечер. Признавам, бифтесите и златните прибори за јадење не се вредни за споменување во оваа прилика. Во услови кога само 10% од граѓаните, нашите сограѓани, сметаат дека државата се движи во позитивна насока, 2/3 од граѓаните не очекуваат дека поставениот премиер или Артан Груби ќе создадат подобрена економија, посочениот двоец ги лоцираше на таложените проблеми и решението го гледаат во менување на министерот без ресор задолжен за односи со диаспората. Како што претходно посочив, ги живееме најтажните денови на македонската демократија. Дискутираме изминативе неколку дена за 4 нови кадровски предлози за кои секој пратеник има можност да ги коментира во вкупно времетрајање од 10 минути. По 2,5 минути за секој поединечно. И тоа не би било страшно доколку премиерот во неговиот говор одвоеше барем една минута за нив. Одвои да ги спомна на крајот од говорот. Сепак, најстрашното на што бевме ние сведоци, и ние и јавноста, овие денови беше можеби однесувањето на пратениците од владеачкото мнозинство. Ќе остане мистерија дали не можеа или не сакаа воопшто да изречат ниту еден збор за предлозите за нови министри. Ниту еден од нив не се пријави за дискусија, бидејќи најверојатно и самите знаат дека нема да биде подобро. Знаат дека ќе биде уште полошо, но ќе си гласаат. Тука да немате дилеми. Ќе си гласаат бидејќи така им кажале, а така им кажале бидејќи така Артан и Ковачевски се договориле. Што Артан посака, тоа е веќе се исполнува. Некој ќе рече разбирливо, па и нема што да се каже за предложените министри. Тие се предложени само да ги пополнат местата за да не падне владата. А ќе беше интересно
Ќе беше интересно да се чуе прашање од устата на пратеник од власта дали новиот предлог за заменик министер за земјоделие, например, Виолца Бериша, се помирила и ги има заборавено жртвите од пожарот на модуларната болница во Тетово, за кој што лично таа кажуваше дека СДСМ и ДУИ се виновни. Дали по незиното кажување дозволила рециклирање на измами? Да чуеме дали сега со полициски методи Аги Нухил, например, ќе го утишува револта во образованието, бидејќи се уште немаме учебници, се уште имаме поразителни скандали и секакви афери во самото Министерство за образование. Да чуеме, например, уште колку пари ќе треба да легнат на сметка на ДУИ, додека да ученици да добијат книги, свидетелства, документи и помагала. Да чуеме, например, прашање за министерот, новиот предлог Фатмир Беџити за здравство, доктор кој што е познат како конфликтен, поврзан со серија на скандали со шверц на лекови, председател на УВО и ФОЗАМ, дали тој ќе ги дели ордените на премиерот по скандалот во ФЗО. Скандал за кој што допрва ќе треба да се разгледуваат работите. Да чуеме, например, одговор за заменикот за одбрана Тирон Јајага. Да видиме дали е по НАТО стандарди да се предлага човек кој што демонстрирал, добро, демонстрирал за или да, еве наредна точка ќе биде, ќе го предипаме. Да дознаеме, например, и за министерот за правдар Кренар Лога. Дали е тој истиот брат на Крешник Лога? Истиот тој со кривична пријава за убиство на Диловер Бојко. Замисли да е таа ситуација. Едниот брат најверојатно ќе одлежува казна затвор за убиство, а другиот брат ќе прави листата за помилување. Многу европски, многу демократски. Нема да ги редам понатаму примерите. Одвоив многу повеќе од тоа што одвои премиерот и нашите колеги од власта. Но сепак, останува фактот дека ова е влада на контрадикторности. Влада со полна уста излитени фрази и декларативни желби за поголем потврд капацитет на институциите, додека секојдневно се сведоци на скандали, афери, криминали и докази на разградување на институциите. Досега од реформи во институциите видовме само брусење на шахти, промена на нивните имиња и брисење на се што е македонско и асоцира или алудира на Македонија. Додека живеат со нивните лаги, дека создаваат Европски фронт за да се борат за европски вредности. Европските и меѓународните институции лесно ги препознаат дека тие може да бидат единствено европски петоколонаши, па затоа и ни ги испраќаат нивните извештаи такви како што се. Срамно е кога за развојот на државата во било кој сегмент од европскиот извештај владата оценета со 0 или 1. Непријатно е да си ја читате државата оценета од нашите меѓународни партнери како најсиромашна држава со несватливо високо ниво на корупција. Наивно е да очекувате дека истите СДСМ и ДУИ кои ја доведоа Македонија во ваква состојба во следните 10 месеци ќе работат поинаку. Безсмислено е да помислите дека истите тие, овој пат со Алијанса, ќе ги исправат или подобрат работите во преостанатите најмногу 10 месеци колку што имаат предвид. Ова е влада на контрадикторности, бидејќи се темели на барем декларативно до вчерашните лути политички непријатели кои се борија за довербата на албанскиот гласач. Денес се изборија да делат места и тендери во владата. Ова е влада на контрадикторности, бидејќи колку повеќе лажат и се правдаат со Европа, толку повеќе расте евроскептицизмот во Македонија. Близу 60% од нашите граѓани се сметаат дека нема да бидеме земја членка на Европската унија. Пред нас е избор и реконструкција на влада сочинета субјекти со кризи во идентитетот. Тука морам да потенцирам дека можеби најискрената изјава што дојде од СДСМ во овие 7 години додека раскачуваат Македонија е дека тие веќе не се македонска партија. И навистина дадоа се од себе да уништат, погазат и споганат се што е македонско. Можеби си имаат проблеми да решат што се, можеби се плашат да кажат за да не ги навредат бугарите и нивниот договор за добрососедство, можеби се привикнавме да гледаме само стикери со знаменца во нивните објави, но тоа не значи дека тоа им проаѓа или пак некогаш ваквата состојба ќе биде прифатлива за честиот македонец. На другата страна, владата е Артан Груби и неговата криминогена структура. Ја лажеа јавноста дека ќе бидат посветени на зелена агента. Докажаа дека посветеноста на Тендер Плюс исплати со дуќани на улица Македонија. Треба ли да говориме за идентитетската криза на споторот во владата Алијанса на албанците предводена од Таравари? Не, господа, граѓаните од вас ништо не очекуваат, освен тоа да се промени власт и да одговарат. Ви благодарам.